Кога веста за претседателската победа на Доналд Трамп стигна во Украина, кафе барот Трамп во центарот на Киев им понуди бесплатни пијалоци на своите клиенти. Роман Кревзов, креативниот директор на овој 5-годишен бизнис, е задоволен од изборот на Америка за претседател. Сметам дека сега започнува еден од најголемите моменти во историјата. Мислам дека е одлично. Но не сите украинци ја делат неговата возбуда. Некои се подготвуваат за промени во политиката на САД. Марк Војџер, виш соработник во Центарот за анализа на европската политика, изразува загриженост. Трамп всушност може да одлучи да изврши притисок врз Украина со задржување на толку потребната воена, финансиска, дипломатска, политичка и други видови поддршка, за да може да им покаже на своите поддржувачи дека е за некаков мир. Војџер вели дека Русија ќе искористи можноста за ресетирање, прегрупирање и повторно напади. Тој вели дека заложбата на Трамп дека ќе стави крај на војната сугерира дека тој може да ги присили Украина и Русија на преговарачка маса. Единствениот начин на кој Трамп би можел потенцијално да ја запре војната е за жал ако изврши притисок врз Украина, да ги прекине борбите и да го прифати примирието, а исто така да ги признае и отстапи окупираните територии под условите на Русија. Поранешниот украински министер за инфраструктура, кој стана војник, Володимир Омелијан, ги смета намерите на Трамп како искрени, но нереални. Мислам дека Трамп е искрен во својата изјава дека ќе стави крај на сите војни. Би сакал само да му посакам среќа, бидејќи ако го стори тоа, тој ќе биде првиот човек по векови што ќе го направи тоа. За Украина, секој мировен договор мора да го почитува нејзиниот суверенитет без руски трупи на нејзина територија, велат експертите. Некои украинци додаваат дека притисокот за мир може да донесе и нови можности за американско-украинската соработка. Важно е да се укинат ограничувањата за напади со долг дострел и да се обезбедат проектили за Украина, особено откако севернокорејските трупи се таму и кои веќе ја поддржуваат руската агресија против нас. Се разбира, се надеваме на попрагматичен пристап, особено во економската соработка. Украинците ја балансираат својата надеж за мир со ризикот дека избрзан договор може да го загрози нивниот суверенитет.